председателе. Почитувани колеги, пред да почнам со денешното мое обраќање околу разрешувањето на замениците министри, односно реконструкцијата на владата, сакам да скренам внимание и да ве запрашам дали вие комуницирате со граѓаните кои ве избрале. И дали последниве денови сте слушнале што имат да ви кажат за работата на ова собрание и на што веќе личи ова собрание. Ова собрание, како и оваа држава, под власта на оваа влада и на овај човек што седи тука, веќе не личи на ништо. Овдека се спушти нивото до невидени граници. И за се сме виновни ние, но најмногу мнозинството и вие од власта, како и овие од владата. Ние овдека зборуваме за реконструкција на владата, за разрешување на министри, на заменици министри, и се лутите зошто критикуваме со бројки, со аргументи, изнесени од институциите кои ги раководат луѓе кои вие сте ги поставиле. Овие бројки што со денови тука ги кажуваме, 20% инфлација, највисока во регионот, 2% и помалце до 2% на економски раст, близу 8 милиарди јавниот долг, странски директни инвестиции на најниско ниво во регионот, 5,3 милиарди буџет годинашен, највисок во историјата, од кои 600 милиони евра дефицит. Пари кои ги немаме, а ќе се задолжуваме, ќе ги трошиме, за кои граѓаните дополнително треба да плаќаат. 23 милиарди евра во неколку години од буџет потрошени, а не направено ништо, поточно украдени. И овие бројки вас ве лутат, и затоа вие не враќате со аргументи, не зборувате тука со факти, со бројки, со докази, туку цело време Никола Груевски, Мицковски, Скопје 2014. Граѓаните од тоа нема да видат аир. Граѓаните ве бирале вас тука за да кажете што вие сте направиле. Еве, почитуван премиер, вие требаше тука да кажете во ова експозе во кое немате наведено ништо за работата на вашите министри и заменици министри, зошто ги разрешувате, што направиле во изминатата година додека функционира оваа влада. Требаше да кажете на граѓаните што сте сработиле. А овие претеници тука, што се од вашата партија, од вашата власт, требаше да ве бранат со презентирање на реализирани проекти. Требаше да не застаните со пофалби до владата колку реализирала, колку направила, колку сработила. Ништо. Вие цело време, Скопје 2014, Груевски ова она за нешто од пред 5 години. Јас да ви кажам само еден податок. Зошто граѓаните се разочарани? Сега е 2023 година. Вие сте веќе на власт 7 години во Република Македонија. Еден човек, просечен млад човек, кој сега е на 23 годишна возраст, во 2010 година, кога ВМРО ДПМН и оној кој го критикувате беше на власт, тој човек млад имал само 10 години. Ниту ВМРО го знаел, ниту Груевски го знаел, а Мицковски за него е само сега некој си лидер на опозициона партија. Вие сте власт. Одговорноста, зошто овој човек кој сега има 23 години и завршил факултет, а не може да се вработи, бидејќи се е партизирано, бидејќи вработувате неспособни партиски кадри и си оди од државата, вие сте одговорни. Затоа во ова експозе требаше да дадете отчет. Зошто овие луѓе ги менувате, што сработиле? Отчет. Вие тоа не го правите. И затоа, почитувани колеги од власта, довербата на граѓаните во сите институции е мизерна, веќе и помала од статистичка грешка. Граѓаните затоа си одат и ни бегаат од државата, посебно младите луѓе, бидејќи не веруваат на институциите на системот. Не функционираат овие институции. Еве со неколку податоци. Само 10% од граѓаните сметаат дека земјата се движи во позитивна насока. Значи имате
90% сметаат дека државата оди каде што не треба, во неповрат, во негативна насока. За македонските граѓани најголем проблем во државата се економијата и намалената стопанска активност додека вие сте на власт, а не за некој што зборувате од пред 10 години. 2/3 од граѓаните не очекуваат сегашниот премиер да донесе подобрување во економијата, бидејќи го сметаат за неспособен. Евроскептицизмот е во пораст и за прв пат е над под 50%. Застрашувачки. Почитувани колеги од власта, почитуван премиер, 9 од 10 граѓани сметаат дека државата се движи во погрешна насока. Ова треба да ви покажи дека сте ја зафркнале работата, дека не ви оди работата, дека сте неспособни и дека треба да распишите парламентарни избори. Друго чаре, друг излез за државата во овој момент нема. Близу 80% од граѓаните сметаат дека има корупција во јавните набавки и дека трошењето на јавните пари, при тоа политичарите се водат исклучиво од личниот и партиски интерес. И уште еден податок застрашувачки. Ако во 2019 година, кога и тогаш сте биле вие на власт, 66,4% сметале дека има корупција во јавните набавки, денес процентот е 80%. За 13% повеќе. 72,6% од граѓаните сметаат дека парите од буџетот се трошат ненаменски, поточно се крадат. Сте потрошиле 270.000 евра за лапачки и пијачки по кафани и ресторани. 26.000 евра, премиере, си потрошил за да се рекламираш на Фейсбук кај деца на мали. Криминалот во оваа држава со оваа влада стана вредност, а не категорија, а не зло со кое што треба да се справиме. Криминалот ја гризе и ја изеде државата и затоа таа не функционира. Не функционираат институциите на системот. Затоа граѓаните не прекинуваат да се исселуваат. Кажав, 5 до 6 хиљади медицински сестри во изминативе 3 години ја напуштиле државата. 2200 лекари ја напуштиле државата. Цело време овдека се зборува, се млати празна слама, се трошат пари за организирање на семинари, работилници, за како државата да одела напред. Јас ќе ви кажам, почитуван премиер, кратко и јасно, ако ме послушате, ќе оди државата напред. Прекинете да крадите. Ако прекинете да крадите, ќе има пари во оваа држава за се. И за здравство, и за образование, и за судски реформи, и за се. Овој народ си кажа на сите овие испрашувања, анкети на јавно мислење, не може да создаде толку колку што вие крадете во моментов. Зборуваме за борба против корупција. Ова во Македонија во моментов е мислена именка. Зошто? Затоа што, почитувани колеги, во 7 институции кои се одговорни за борба против корупцијата, против тешките облици на криминал, раководат партиски луѓе. Како бе тие луѓе кои вие сте ги поставиле, ќе треба да утврдат криминал кој вие го правите? Никако. Тие не можат да започнат оперативна истрага против носител на ниједна јавна функција ако се работи за кадар на власта, но посебно ако се работи за кадар на ДУИ. Бидејќи само и само од ДУИ, почитуван премиер, слушни го и ова, зависи дали оваа влада ќе остане уште некое време на власт, ќе обстои, и дали вие уште некое време ќе седите на премиерското столче. Затоа вие сте толку сервилен кон ДУИ. И каква борба бе со корупција кога председателката на Државната комисија за спречување со корупција ви кажува дека само 20% од националната стратегија против борба против корупција сте спровеле вие. И за крај, како сте му ветувале на Скендер Реджепи меѓународен процес за судски одлуки? Кој сте вие да се мешате во судството?
Ви благодарам. Миле Левков, Кафял. Миле Левков, имате збор.